еден ресерч исто така во UK, кога бев со едни радиолози и имавме снимки така од 4 години снимки, значи, и моравме да направиме еден разговор со ботот, да кажеме едно 6-7 сати, затоа што треба детално секоја информација што треба да ја знае, треба да ја внесеш за да имаш конкретен фидбек за што треба да се случи понатака. Која е веројатноста дека во таков сетинг добро обучен може да замени радиолог? Исклучиво на конкретниот пример. Така, види, значи радиолозите нема да се заменат, ни работните позиции нема да се заменат. Значи вештачката интелигенција е дојдена како сојузник наш, како асистент или не знам како би го нарекол. Меѓутоа, че има еден мал проблем, каде што, пример да кажеме, ти си новинар и го водиш новинарството класично, како што знаеме сите. И доаѓа еден млад новинар со вештачка интелигенција, те прошишува. И е многу подобар од тебе.